Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Од утре дополнителни 14 дена вонредна состојба, одлучи денес председателот на државата. Во последните 24 часа во земјава регистрирани 35 нови случаи на COVID-19. Основните училишта од понеделник ќе ги отворат вратите за уписи на првачиња. Од утре дополнителни 14 дена вонредна состојба, одлучи денес председателот на државата Стево Пендаровски. Одлуката е донесена врз основа на моменталната состојба со пандемијата со коронавирусот, по одржаната седница на Советот за безбедност. Председателот на државата Стево Пендаровски донесе одлука за дополнителни 14 дена вонредна состојба по денешната седма седница на Советот за безбедност. Причина за продолжувањето на вонредната состојба е зголемениот број заразени и починати лица од COVID-19, со цел владата и другите институции да можат поефикасно да се справат со здравствените, но и со економско-социјалните ефекти од пандемијата. Ќе донесам одлука за прогласување на нови 14 дена вонредна состојба, која ќе започне да тече од утре. Тука сакам посебно да нагласам дека одлуката за новите 14 денови е поврзана исклучиво со намерата да и се овозможи на владата и на останатите надлежни институции поефикасно да се справуваат пред се со здравствените, но и со економско-социјалните ефекти од пандемијата и нема никаква корелација со датумот на парламентарните избори, што е предмет на договарање во поинаков политички формат и по сосема други комуникацијски канали различни од Советот за безбедност. Председателот Пендаровски порача граѓаните да не се опуштаат, а надлежните неселективно да казнуваат. Сакам да упатам апел до нив, до сите нас, да не се опуштаме и со тоа да ги доведеме во прашање сите позитивни резултати кои ги имавме до сега во борбата против пандемијата. Ние оваа битка сигурно ќе ја добиеме, но мораме да останеме совесни и одговорни до самиот незин крај. Надлежните органи и министерства мора да ги санкционираат сите граѓани кои не ги почитуваат мерките, без исклучок, неселективно, сосема независно од нивната етничка и верска припадност. Со неказнувањето на оние кои свесно не ги почитуваат законите, се остава простор за враќање на кризата, на самите почетоци и крајно неоправдано, заради тоа сите останати треба да ги трпат рестриктивните мерки, иако за сето време ги почитувале и законите и препораките. Во однос на одржувањето на изборите, председателот Пендаровски истакна дека факт е дека пандемијата ќе трае, но ќе мора да има политички институции. Побара од политичките лидери да се договорат за датумот на следните парламентарни избори. Во последните 24 часа во земјава регистрирани 35 нови случаи на COVID-19. 8 новозаболени лица се од Тетово и Тетовско. Бројката во овој регион постојано расте. Поради тоа денови веќе започнати вонредни скрининзи на населението. Во Тетово и Тетовско денес се регистрирани 8 нови случаи на заболени со COVID-19. Бројката во овој регион постојано расте. Од почетокот на епидемијата до сега во овој регион се потврдени 199 случаи. Здравствените власти предупредуваат дека граѓаните се опуштиле, односно не ги почитуваат мерките за заштита. Најголем број од новозаболените се контакти на веќе потврдени случаи. Значи денеска на ниво на општина Тетово имаме 8 новозаболени, 5 општина Тетово, 1 општина Јагуновце, 1 општина Теарце и 1 општина Боговиња. Поголем број од денешните новозаболени се контакт на веќе потврден случај. Знаете дека бројкава се зголемува, во текот на вчерашниот ден имавме 9 ново потврдени, денес 8 ново потврдени. Апелирам до граѓаните на општина Тетово да ги почитуваат мерките за заштита, носење на маска, одржување на физичка дистанца и редовно миење на рацете и дезинфицирање. Скрининг во текот на оваа недела беше направен на вработените во сите градинки во Тетово и во Гостивар. Знаете дека скрининзите на градинки завршија. Значи на ниво на општина Тетово беа земени 190 бриса
Скринингот се одвиваше во тек на 2 дена. Значи беа опфатени градинките Младост, градинката Јаболчиња, општина Јагуновце и сите приватни градинки. Значи во текот на денешниот ден чекаме резултати и на ниво на подрачна единица Гостивар, значи вкупно беа земени 129 бриса, од кои засега имаме само една позитивна. Значи ќе ве информираме во текот на денешниот ден за останатите резултати. Денови веќе започнати вонредни скрининзи на населението во местата за кои се смета дека можат да станат потенцијални жаришта. Денес беа извршени тестирања за COVID-19 на 100 лица ангажирани во фудбалските клубови Ренова и Шкендија. Денес во просториите на фудбалските клубови Ренова и Шкендија во Тетово беше извршено тестирање за COVID-19 во 100 членови на двата клуба. Играчите и ангажираните лица во клубовите резултатите ќе ги добијат најдоцна до утре, а потоа и двете екипи ќе продолжат со редовни тренинзи. Денеска се тестираме сите во клубот што сме вработени, значи 41 човека. Сите, значи целиот тим на Ренова за фудбалери, управа, тренери, све што е поврзано со нашиот клуб. И резултатите ќе ги чекаме до утре, мислам дека ќе треба да пројде 24 часа. Ова тестирање се прави во договор со Синдикатот на фудбалери на Македонија и приватната болница Аџибадем Систина. Значи се надеваме дека ќе добиеме добри резултати, сите негативни, па да продолжиме нормално да се тренираме и да се спремаме за првенството. Тестирањето е организирано од Синдикатот на фудбалери на Македонија и болницата Аџибадем Систина, а ќе бидат опфатени сите прволигашки фудбалски клубови. Пациентка позитивна на COVID-19 вчера починала во болницата во Гостивар. 15 на медицински лица се ставени во домашна самоизолација, а извршена е целосна дезинфекција на ургентниот центар каде била примена жената. Жена од село на подрачјето на општина Врапчиште, кај која бил потврден коронавирус, вчера починала во општата болница во Гостивар. Позитивниот резултат од тестот бил добиен половина час пред да настапи смртта. Пациентката била донесена во болницата во тешка состојба, поради што медицински екипи интервенирале со реанимација. 15 на медицински лица се ставени во домашна самоизолација. Се работи за целата смена на лекари и сестри од ургентниот центар, како и неколку лекари од други одделенија кои биле повикани за интервенција. Директорот на болницата Јакуп Јакупи рече дека се преземени сите мерки според протоколите и дека застој во работата на установата нема да има. Медицинскиот персонал е испратен во домашна самоизолација од 14 дена, а веднаш е извршена целосна дезинфекција на просториите. Застој во работата на одделенијата и службите нема, затоа што сме подготвени за вакви ситуации и го организираме персоналот на начин да нема пречки во функционирањето, рече Јакупи. Во денешната статистика на Министерството за здравство овој случај не е евидентиран како смртен, најверојатно поради временската рамка на пријавување. Инаку досега во регионот на Гостивар 3 лица починаа како последица на компликации од COVID-19. Откако се олабавија мерките за заштита и се отворија угостителските објекти, вчера вечер во Тетово дел од граѓаните седнаа во кафулињата и рестораните, но за дел од нив се уште е рано за ваков чекор во услови на пандемија. Не ми недостигаше уопште, баш се релаксирав и се одмарав дома. Не ми сметаше. Што се тиче мене, може да се продолжи полицискиот час. Само да не биде до 7 сат, како претходно, до 9, например, за да може да завршиш некои обврски ако имаш дополнителни текот на денот. Па ни не достигаат, но нема што да правиме, треба да ги почитуваме мерките за да побрзо пројде наша ова ситуација. Па да, ама во обзир на ситуацијата мораме да седиме дома и да ги почитуваме мерки. Па требаше, мислам дека требаше. Ви не достига? Да. Но се зголемува бројот на заболени, што со тоа? Со тоа ќе покаже времето, ќе се види како ќе биде и што ќе биде понатаму. А инаку за требаше, не беше многу затворено. Не, јас сметам дека не би требало да се отвора кафичите, веќе уште е рано, уште е лоша состојбата со сега настанатата состојба со COVID-19. Нормално е дека кај младите се јавува и општо кај народот се јавува потреба за слобода,
задружени, така натаму меѓутоа некако за брзо време тоа се направи и моје мислење дека натаму треба да се размисли уште еднаш. Од понеделник започнува уписот на првачињата. Гостиварските училишта се подготвени да ги спроведат уписите според протоколот за заштита од COVID-19. Основните училишта во Гостивар од понеделник ќе ги отворат вратите за уписи на првачиња. Пандемијата годинава го одложи запишувањето во прво одделение и наместо вообичаено во мај, дечињата ќе се запишуваат во текот на месец јуни. Воредните услови налагаат и поинакви правила, односно почитување на одредени мерки за заштита. Задолжително е носењето маски, одржување на растојание од 2 метри, дезинфекција и проветрување на просторијата за разговор и слично. Од Општинскиот сектор за образование велат дека училиштата се подготвени да го спроведат уписот на првачињата според протоколите. Нормално дека ќе пазат на мерките и децата треба да носат маски, родителите треба да носат маски и тоа да биде 2 метар и пол до 2 метра. Тие сите ги имат превземено сите училиште тие мерки и мислам дека нема да имаме некаков проблем. И наставниците ќе треба да идат да ги завршат и обврските што имат со книгите, со оценките, така административни работи. Во прво одделение се запишуваат деца кои до крајот на 2020 ќе наполнат 6 години. По барање на родителот може да се запишат и деца кои ќе полнат 6 до 31 јануари 2021, но со добиено мислење од педагог и психолог од училиштето. Документацијата им треба потврда од стоматолог, друг документ за вакцините им требат и изводот на децава. Уписот ќе почне од 1 јуни до крајот на јуни, колку приближно тие почнуваат да се запишуваат, но имаме и во септември многу деца што се запишуваат. Заради состојбата дека сега се во странство некој, немаме некоја точна бројка. Според посебни протоколи ќе се одвиваат и уписите во прва година во средните училишта, кои ќе се спроведат на средината на јуни. Следуваат информациите од полицискиот билтен на МВР. 35 годишен гостиварец вчера во полициската станица Гостивар пријавил дека бил измамен од лице на кое му дал 8.000 евра за купување стан. Според пријавеното, случајот датира од 2017 година, кога познаник на гостиварецот го повикал кај него за со друго лице да се договорат за купување на стан во склоп на хотел во Струга. Гостиварецот се сретнал со посоченото лице и се договориле да го купат станот за цена од 8.000 евра. Сумата му ја исплатил во 2 наврати, а добил и клучеви наводно од станот што го купува. Кога отишол во хотелот во Струга, гостиварецот бил известен дека лицето на кое му дало пари не поседува стан, а му било дозволено тоа и да го провери. По повторна средба и разговор со лицето на кое му ги дало парите, гостиварецот дознал дека бил измамен и го пријавил случајот. Полицијата соопшти дека презема мерки за негово расчистување. МВР информира и за пријава за физички напад во Гостивар. Вчера попладне 64 годишно лице вработено како лекар во Гостиварската болница пријавило дека во ургентен центар бил физички нападнат од 44 годишен колега, лекар на ургентен. Сочинете записник за констатиран прекршок и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок, соопшти МВР.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Пријатно!